Време е за спектакл. Игра Македонија. Фудбалската репрезентација во петок во Скопје го игра еден од најважните надпревари во овие квалификации за пласман на светското првенство против Белгија, фаворитот за првото место во групата. Сега, за разлика од Белгија, за кого ова ќе биде прв надпревар во овие квалификации, Македонија одигра веќе два надпревари. Победивме со Лихтенштеин и одигравме нерешено со Велс во Скопје. Тоа реми со Велс, ако беше победа, ќе беше многу подруго. А требаше да биде. Ви текнува Миовски гол во 91 минута и кога сите мислеа дека тоа е тоа, Брукс даде гол во 96-та за нерешено. Пазете го податоков. Немаме загубено официјален надпревар уште од поразот со 5-2 против Италија во квалификациите за Евро 2024 година во ноември 2023 година. За разлика од нас, Белгија се мачи на гости, ама за тоа малце покасно. Белгија. Не е Белгија тоа што беше. Откако не успеа да го поминат осми на финалето на Европското првенство, црвените ѓаволи завршија на предпоследното место во групата во Лигата на нации. Следеше промена на селекторот. А Гарсија го започна својот мандат со пораз од 3-1 во плейофот против Украина. Сепак во реманшот Белгија типаше 3-0 против Украина и остана во Лигата на нации. Реално, што и да се каже, црвените ѓаволи се фаворити за пласма на првата позиција во оваа квалификацијска група, каде што покрај Македонија и Белгија се уште и Велс, Казахстан и Лихтенштеин. Но, она што го спомнав претходно, Белгија се мачи особено на гостувањата. Следната победа на гости има уште од октомври 2023 година против Австрија. Од тогаш има 4 нерешени и 4 порази. Единствениот проблем за Белгија е тоа што Тибо Куртуа нема да настапи поради повреда. Но, тука ќе биде Селс од Нотингем Форест, кој имаше страшна сезона во Премиер лигата. Со Селс на голот, Муниер, Фаес, Депастите, Кјупер во одбраната. Во средина Де Брујн, Онана, Тилеманс, крила Тросарти, Доку и во нападот Лукаку. Ќе ни биде тешко. Јас со 1-1 ќе бидам задоволен. За вас, не знам. До својме се барем бот. Во понеделник со Казахстан, во Казахстан, 3 бода и после шансите за пласма на светското првенство ќе бидат многу реални. Дечки, не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network. Следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook и бидете во тек со сите случувања. Сега репрезентации, после репрезентации се спремаме за клубското светско првенство. Чао!